Во светот 15 милиони деца годишно се предвремено родени, а 1 милион од нив не успеваат да преживеат. Во Македонија стапката на предвремено породување изнесува 9%. Светскиот ден на предвремено родените бебиња одбележани во Битолската болница. За жал можем да кажем дека стапката на предвремено родени деца расти затоа што медицината оди се понапред и понапред, а јавноста не е запознаена со проблемите кои тие ги имаат во својот развој. Сите деца кои се родени пред 37 гестацијска недела спаѓаат во оваа група и прематуритетот, значи предвремено роденоста на тие деца е еден од факторите за неонатална смртност. Ни светот денес, вчера, овие денови и цел месец се спроведува кампања и ние се приклучуваме на таа кампања сакајќи да ја зголемиме свеста за проблемите кои ги имаат не само овие деца во својот развој, туку и нивните фамилии. Значи, ние сакаме да им дадеме поддршка. Меѓу причините за предвременото породување се возраста на мајката, ако таа е на вештачки начин оплодена, нередовното следење на бременоста, инфекции, висок притисок, шеќер и ако бебето има аномалии. Во мојот случај, децата се родени во 34-та недела на бременост, без посебни компликации, меѓутоа мојата возраст на раѓање и беа со инвитро зачнати и не можеше повеќе да се понатаму да се носат. Иначе децата не беа нити во инкубатор, беа во топло креветче. 34-та недела, родени, близнаци, од инвитро исто, породена во Ремедика. Лежев едно 4-5 недели пред да се породам, ризична бременост. Мораше да се породам во 34-та недела, здрави прави, беа во инкубатор. Ангел беше 2 недели, Ана беше 4 недели. И сега си супер. Сега си супер, да. Педиатрите предупредуваат дека предвременото раѓање носи и одредени последици, односно некои деца подоцна проодуваат, подоцна прозборуваат, а последиците можат да бидат и драстично поголеми, како церебрална парализа, пореметување во дишење, проблеми со видот и слухот, како и интелектуална попреченост. Да се обрати многу поголемо внимание на исхраната, посебно на доењето, кое многу значи за овие дечиња, да се работи многу повеќе со нив. Ние во нашето советовалиште постојат и психолози и соматопед кои почесто ги следат овие дечиња како тие се развиваат, како психички, така и физички. Дали нивниот раст соодветствува на нивната возраст. Ние кај нив сме малку потолерантни во однос на другите дечиња, и тоа е оправдано, меѓутоа не мора тоа да значи. Има многу дечиња кои соодветствуваат со своите врсничина. Се со цел да се превенира предвременото породување, педиатрите препорачуваат редовни контроли и прегледи во текот на бременоста, како и второ и трето лекарско мислење за одреден здравствен проблем.